детска амбасада во светот Медјаши по повод 12 јуни светскиот ден против злоупотреба на детскиот труд ги потсети обврските кои што ги има Република Македонија кои што ги презеде со ратификација на Конвенцијата против злоупотреба на детскиот труд. Всушност, се повеќе има злоупотребуваат. Ке ставиме ли стоп за злоупотреба на детскиот труд? Најнапред да го погледнеме прилогот, а потоа ќе ви најавам денешната наша гостинка Катерина Конецка, инаку која што ни доаѓа од првата детска амбасада во светот Медјаши од канцеларијата поточно. Да го погледнеме прилогот. Првата детска амбасада во светот Медјаши по повод 12 јуни, светскиот ден против злоупотребата на детскиот труд, потсетува на обврските што Република Македонија ги презеде со ратификацијата на Конвенцијата против најлошите форми на злоупотреба на детскиот труд. Злоупотребата на детскиот труд подразбира работа на деца кои се под возраста одредена со закон. Напоменуваме дека злоупотребата на детскиот труд не значи само физичка работа, туку и комерцијална и сексуална злоупотреба, детска проституција и порнографија, трговија со деца војници. Во членот 3 од оваа конвенција се наведува дека под најлоши форми на детскиот труд се подразбираат сите видови на робство, продавање и трговија со деца, присилна и принудна работа, употреба, посредување или понуда на дете за проституција, за производство на порнографија, употреба, посредување или понуда на дете за противзаконска дејност, особено за производство и трговија со дрога, работа која по својата природа или околности во кои извршена штета на здравјето, сигурноста и моралот на децата. Исто така членот 1 од Конвенцијата за забрана на најлошите форми на детски труд ја обврзува Република Македонија да преземе итни корисни мерки за да обезбеди забрана и елиминирање на најлошите форми на детскиот труд. Но предизвиците на сите држави во светот се уште големи. Во светот има приближно 218 милиони деца чиј труд се злоупотребува. 72 милиони никогаш не биле на училиште и 12 милиони се продадени или купени за цени помали од вредноста на една крава. Во Република Македонија околу 2000 деца го поминуваа своето детство на улица, живеејќи под ведро небо и без родителска грижа. Најчесто овие деца се и жртви на најлошите форми на злоупотреба на детскиот труд. За жал, реалноста вели, во светот има приближно 218 милиони деца чиј што труд се злоупотребува. 72 милиони никогаш не биле на училиште и 12 милиони се продадени и купени за цени помали од вредноста на една крава. Колку е ова иронично, но сепак реално светот се соочува со нешто вакво. Наша гостинка Катерина Конецка, асистент на канцеларијата на првата детска амбасада во светот Медјаши. 12 јуни беше светски ден против злоупотреба на детскиот труд. Ке ставиме ли стоп за злоупотребата на детскиот труд и да бидат третирани дечињата во светот со вакви примери кога нивната вредност е пониска од вредноста на една крава? Сите вложуваме напори, сите треба да вложуваме напори за да се стави крај на злоупотребата на детскиот труд. Така и донесувањето на конвенцијата, која што споменавте во прилогот, конвенцијата 182 за елиминација на најлошите форми на злоупотреба на детскиот труд, донесена од страна на Меѓународната организација на трудот во 1999 година, е инструмент кој што е донесен со цел да се запре злоупотребата на детскиот труд. Оваа конвенција има подпишан и ратификуван исто така и Република Македонија во 2002 година и согласно оваа конвенција има преземено обврски да спроведе низа мерки и активности за итно елиминирање на најлошите форми на злоупотреба на детскиот труд. Така. Сепак да појасниме, значи што се подразбира конкретно, практично под злоупотреба на детскиот труд? Злоупотребата на детскиот труд представува работа на децата под определена возраст која што е определена во закон. Согласно Законот за работни односи во Република Македонија таа возраст е ограничена на 15 години. Во периодот од 15 до 18 години децата не смеат да работат на особено тешки работни места во градежништвото, во рудниците, работни места кои што влијаат негативно врз нивното здравје и врз нивниот психофизички развој. Меѓутоа, под злоупотреба на детскиот труд не се подразбира само физичката работа. Забрането е употребување на децата и нивниот труд во воени цели, економска
сексуална злоупотреба, проституција, порнографија, значи некој кога профитира од употребата на детскиот труд, вклучувањето употребата на децата за криминални дејности и активности, трговијата со деца, значи и слично, сето тоа представува еден форма на злоупотреба на детскиот труд. Не би требало да појдеме подалеку од центарот на Скопје, конкретно кај Соборниот храм. Честа е гледката на дечиња кои што се навистина возраст најразлична, некои се можеби од 5, некои се 10-12 години, кои што питачат и кои што, да кажеме, ги мијат автомобилите си со цел некоја да дојдат до 5, 10, 20 денари, а од друга страна стојат повозрастни лица кои што нивниот труд на оваа жештина, на оваа горештина, потоа го собираат. Како остануваме се уште за жал глуви неми на сето ова, значи што се подразбира, односно кои се нашите обврски со оваа конвенција, со оваа токму конвенција, и дали државата, надлежните институции имаат слух, разбирање на она што пред наши очи се случува. Согласно оваа конвенција, кои се нашите обврски, јас ќе кажам дека сите ние треба да придонесеме за намалување на злоупотребата на детскиот труд и за борбата против елиминација на злоупотребата на нивниот труд. Државата треба да донесе, согласно конвенцијата 182, која што имаме подпишана и ратификувана, национален план за акција за итно елиминирање на злоупотребата на детскиот труд. Понатаму, невладините организации што се занимаваат со заштита на детските права, секогаш треба да алармираат за кога ќе увидат на ситуации на злоупотреба на детските права. Понатаму, синдикалните организации исто така се битни, затоа што синдикатите ги заштитуваат правата на работниците. Меѓутоа, за жал, понекогаш како работници се јавуваат и децата, значи исто и тие исто така може да влијаат. Бизнис секторот, работодавците, организацијата на работодавачите треба да секогаш да ги следи законските одредби и да не вработува деца, да не вработува работници под определената возраст и така натаму. Така. 218 милиони деца чиј што труд се злоупотребува. А постои ли анализа, статистика за наши македонски услови, значи колкава е бројката на оние деца чиј што труд се злоупотребува и најчесто каков е тој вид на злоупотреба? Во Република Македонија околу 2000 деца живеат на улица, се оставени на милост и на немилост, живеат под ведро небо. Исто така друг податок интересен е дека интересен нели под наводници, односно загрижувачки податок, дека 18.500 деца во Република Македонија не се вклучени во образовниот процес, иако согласно законот основното и средното образование се задолжителни. Ги споменавте сиромашните слоеви. Најчесто децата кои што доаѓаат од сиромашните структури се најчесто жртви на злоупотреба на детскиот труд. Така, за жал. Злоупотребата на детскиот труд е често поврзана со сиромаштијата и според некои анализи на Светската банка имаме голем број на сиромашни луѓе. Дали тоа значи дека имаме и голем број на дечиња чиј што труд се злоупотребува? Нормално, до некаде значи е докажано дека тоа оди право пропорционално, затоа што големината сиромаштија ги принудува децата да се занимаваат со работи кои што не се достојни за нивната личност, така што државата треба да настојува, државите, децата кои што доаѓаат од тешки социјални структури, барем еден од родителите да биде вработен, затоа што тоа штом родител има повеќе финансиски средства ќе може да му овозможи на детето да се вклучи во образовниот систем. А образованието мора да признаеме дека е најдобрата алатка за борбата против елиминацијата на најлошите, односно сите форми на злоупотреба на детскиот труд. Затоа и првата детска амбасада во светот меѓаше секоја година спроведува глобална неделна акција со која што повикува сите дечиња да бидат вклучени во образовниот систем, затоа што само со вклучување на децата
Во образовниот систем само со образование може да се победи злоупотребата на детскиот труд. Така. Децата се специфични личности според мене кои што премногу бараат љубов, разбирање пред се, но за жал има луѓе кои што поинаку размислуваат, кои што едноставно место љубов им даруваат нешто кој што ќе им остави белек во целиот нивни понатамошен живот. Со оглед дека имате вие многу активности, знам дека имате и соцтелефони, зборот ми беше дали имате досега јавување од самите деца кои што се жалат дека нивниот труд се злоупотребува или било како се злоупотребувани на некој начин? На СОС телефонот има јавувања каде што се посочило на злоупотреба на детскиот труд. Меѓутоа тука сакам да нагласам еден друг момент, дека треба да се посочи, да им се посочи на граѓаните и на самите деца да може да идентификуваат, да препознаат што значи злоупотреба на детскиот труд. Би сакала тука една мала дистинкција да направам за работа во домашните работи, учеството на децата во домашните работи, учеството на децата во домашните работи, во помагањето на семејните активности. Не представува злоупотреба на детскиот труд, затоа што тоа влијае врз формирањето на детето како одговорна личност и создавање на работни навики. Меѓутоа, доколку тие домашни работи оневозможуваат на детето да посетува училиште, доколку тоа дете е принудено да ги чува своите братчиња или сестричиња кои што се помали од него, доколку тие домашни обврски му невозможуваат на детето правилно да се психофизички да се развива, тогаш тоа веќе представува злоупотреба на детскиот труд. Тоа веќе задира во кршењето на детските права. Така, за жал ви имате статистички податоци голем број на деца кои што не го следат едукативниот процес, но иронично е тоа дека се форсираат повеќе машките деца во одредени средини на сметка на девојчињата. Значи девојчињата се некои што не треба да се едуцираат, многу тие се само за по дома и за тука да се останат. Како стоите во тој поглед и со анализите, и со реалната состојба и со она што вие како медијаши го презимате и нешто да придонесеме да се надминат тие работи? Коренот на ова лежи во традиционалното сваќање на семејствата. Таму каде што традицијата тоа го оставила такво влијание, каде што се уште влијае дека момчето е тоа што е главата на семејството и треба да се образува, а девојчињата се оние кои што може да останат дома и да обавуваат домашни обврски. И во Македонија за жал се уште постојат такви семејства, каде компаративно согледано, доколку погледнеме во афричките и азиските држави, тоа е далеку поизразено. Меѓутоа, еве, податоците говорат дека има намалување во тој дел, се повеќе девојчиња се вклучуваат во образовниот систем, дури и оваа година, пошто е јубилејна година, 10 години од донесувањето на Конвенцијата 182 е токму посветена на вклучувањето, се оди со слоган девојчињата да бидат вклучени во образованието, образувајте ги девојчињата за да го образувате и светот. Така. Постојат некои анализи во кои делови од Република Македонија е присутно вакво мнение дека токму машките треба да се форсираат, но некаде јас би рекла дека ни машките, ни девојчињата се пуштаат да бидат дел од образовниот процес, се само со цел да користат на некоја личност за да ги оствари своите цели. Тоа е класична злоупотреба на детскиот труд. Така, значи како на јавноста да им дадеме јасно дознаење како да се разликува таа злоупотреба на детскиот труд и дали руралните или кои средини се оние кои што се поспецифични каде што се случува такво нешто и токму тука да се таргетира енергијата за да се надмине проблемот. И јас би ги повикала граѓаните, сите кои што ќе забележат дека постои злоупотреба на детскиот труд, тоа да го пријават во најблиските центри за социјална работа или на нашата бесплатна SOS линија 0800 1 22 22, а понатаму нели сите заедно со заеднички сили, со синхронизирано действување ќе се обидеме тие дечиња да ги вклучиме во образовниот систем и да ги извлечеме од таа злоупотреба на нивниот труд.
Сметаш ли дека децата кои што се злоупотребувани, кои што се без семејство, да кажеме, условно кажано без кров на глава, кои што се буквално на улица, чисто труд се злоупотребуваат на било кој начин, дека доколку се истретира како што треба, доколку му се подаде рака, истото може да се социализира и да биде личност како што би требало да биде, нели, како што всушност тоа дете заслужува. Секако. Првата детска амбасада во светот меѓаши во рамките на нашата програма секој четврток во нашите простори доаѓаат, имаме дневен центар во кој што доаѓаат деца кои што не одат на училиште. Овие дечиња, верувајте, на вистина имаат желба и мотив да се вклучат во образовниот систем. Тие кога доаѓаат во нашите простори велат одиме во училиште. Со тоа што детската амбасада меѓаши се залага и настојува децата кои што го пропуштиле редовното образование да бидат дополнително вклучени во образовниот систем, да можат да стекнат одреден сертификат, одредена диплома, за да може понатаму, како што споменавте, да продолжат со редовен живот. Дали првата детска амбасада во светот меѓаши има своји истомисленици? Каква е соработката во тој дел, како со невладиниот сектор, а така и со владиниот? Имаме ли слух и разбирање кога децата се во прашање, сепак децата се нашето најголемо богатство, нашата иднина, нели нема тука дилема? Така, точно, децата се нашето најголемо богатство и имаме разбирање. Имаме поддршка овој дневен центар кој што го споменав, еве јавно користам приликата да им се заблагодарам на граѓаните и на компаниите кои што донираат за да може овој дневен центар да функционира. И ја користам приликата да им се заблагодарам и на волонтерите, затоа што без нивна поддршка, без поддршката на граѓаните, не би можеле да функционираме. Имате многу активности. Она што јас лично ми паѓа во очи, билбордите кои што бија во насока како ние како родители повеќе да имаме време за вашето дете, морам да ви признам, секогаш кога поминувам покрај тој билборд, дали денеска го гушнавте вашето дете и секогаш, за жал, реалноста е таква во ова турбулентно време во кое што живееме, често со врските со кои што се соочуваме, забораваме на собствените деца, така што колку и да не сакаме, едноставно се стеснуваме како родител, имавме ли доволно време, дали посветивме на вашето дете. Поентата ми е, дали ќе има повеќе билборди за овие активности кои што ги имате низ градот, за да едноставно ги подсетувате граѓаните, вака како биде, да се посветат на некои теми, да бидат посовесни родители, ако ништо друго. Така, секако, првата детска амбасада во светот меѓаши континуирано работи во заштита на детските права и секогаш реагира во ситуации кога ќе идентификува и ќе согледува злоупотребување или кршење на детските права. Така, кратко кажано, што ќе биде наредно, на кој што ќе бидете фокусирани, нали 12 јуни одмина, она што го посветивме на злоупотреба на дечињата, но вие не запирате тука, односно тука е СОС центарот, тука се безбројните активности кои што ги имате како меѓаши, па да ни кажете дел од нив. Еве вака, значи можам да кажам, следна активност која се планира да биде кон крајот на месец јуни е обуката за новинари. Ќе се спроведе тренинг за новинари со цел да бидат сензибилизирани за кога известуваат за ситуации во кои што децата се жртви на сексуална злоупотреба и педофилија. Тоа е во соработка со финансиер на овие тренинзи ќе биде Министерството за труд и социјална политика, така што ќе имате прилика да бидете повеќе информирани за ова. Така, сметате дека сепак тоа е мощна специфична категорија и треба да и медиумите, новинарите пред се да бидат мощни, внимателни, токму кога децата се во прашање, бидејќи кога има вакви несакани работи, се остава белек трага кој што детето го следи во текот на целиот живот. Токму така, тука е заштитата на личните податоци на децата, начинот на кој што ќе се представи тоа во медиумите, како понатаму ќе се третира случајот и така натаму. Значи, апсолутно дека вие медиумите и новинарите имате голема улога тука. Јас се благодарам што беше дел од емисијата До пладни. Нашата соработка продолжува со оглед дека и вие исто така како и Црвениот крст на Македонија сте мощна, активни, имате многу активности кои што би сакале да ги проследиме. Така, ви благодарам за поканата и првата детска амбасада во светот меѓаши е отворена за соработка. Значи, уште еднаш би сакала да го споменам СОС телефонот 0800 1 22 22 за сите граѓани кои што ќе млади деца, млади граѓани кои што ќе сакаат да пријават одредена злоупотреба или кршење на детските права, може слободно да се јават, како и сме отворени за соработка и за медиумите.
Така. Да се надеваме дека ќе дојдат некои времиња кога злоупотребата на детскиот труд и општо на децата ќе биде нешто несмисливо, значи стоп во светски рамки, стоп тука кај нас во Македонија. Продолжуваме со